Доктор специјалист Ангелчо Андоновски, дел од тимот на Заводот за ментално здравје кај децата. Нагласуваме децата, значи доктор специјалист педијатар, Кај деца и младинци. деца и младинци. Мора да Значи се. младост во рамки на здравствениот дом Скопје. Фала ви на честа да присуствувате денеска во овој подкаст на, како да кажам, препорака на Илија. Илија, конекцијата со докторот, ќе ни ја кажеш. Да, имавме една пријатна средба. Сигурно, па сите тие Од средби се неколку таму. часа, нели? Да. Супер, одлично. И така се споивме некако и баш многу интересни приказни и баш поврзани за нашиве тематики, обработени од некоја поинаква страна која што многу ретко ја слушаме кај нас. Тоа и се трудиме ние да донесеме некои поинакви агли на гледање на некои проблематики за кои што многу често збориме без да ги познаваме стручно како вие. Да. Мислам, благодарам прво на поканата. За прв пат ќе соопштам дека сум на подкаст. Иако до сега нели многу покани имам, но некако не ми се допаѓаа шоута кои што ги нели очекуваа да бидам активен дел. Ќе кажам дека бидејќи говориме за и ќе говориме за една многу специјална тема, а тоа е менталното здравје кај децата и кај младите, што е она што може или што се случува кај нас, што е помош и каква помош може да следува кај тие деца, дали животните се вклучени воопшто на ниво во тој процес на нивно подобрување, активирање, па и лекување како третмани и така натаму, ќе го проговориме во текот на емисијата, иако искуствата се многу големи. Заводот за ментално здравје кај деца и младинци постои многу одавна. Јас сум од пред 3,5 години дел на тој тим како педијатар, еден педијатар единствен таму во самиот Завод за ментално здравје. Тоа е завод кој е сочинет од една убава структура на тимска работа, која што се состои од психијатри, педагози, дефектолози, логопеди, социјални работници, психијатри кои што се нели специјализирани за детска психијатрија, еден убав тим, еден прекрасен тим каде што фактички пациентите се од цела Македонија. Јас ќе ви кажам дека постојано од цела Македонија за дијагностицирање на било каков проблем од типот на менталното здравје кај децата доаѓаат во Заводот за ментално здравје. Баш токму поради една убава енергија, еден убав професионален тим кој што само дава резултати, тоест ги, можеби ја ќе кажам некој пат за жал и ненавремено нели родителите се појавуваат кога имаат дете со таков проблем, но ќе кажам дека ние со време ги будиме веќе заспаните деца кои што се во таква фаза. Дали е се уште табу тема менталното здравје кај децата и младите кај нас? Во последно време ќе кажам дека веќе многу се говори на таа тема. После ковид, после короната, да кажам на некој начин, дојде до израз да си ги видиме сите недостатоци. Како во здравствениот систем, така и во делот на менталното здравје, бидејќи тоа беше една иницијална каписла на некој начин каде што ни ги покажа нашите недостатоци. До сега може би се молчело, но од сега не се молчи. Токму фазата со асоциализација, тоест она локдаунот што ни го направија, нели затварањето на некој начин, токму поради потребата да беше така, целиот свет беше у хаос, можам да кажам. Ќе кажам дека ние копиравме одредени состојби од други држави, па ги носеме тука како еден вид на решение или еден вид на протокол каде што можеме да ја спречиме болеста. Се утврди дека болеста не можеше да биде спречена, дека таа како инфективно заболување се ширеше рапидно, се ширеше кај секој, никој не беше да кажеме недопрен, дури најмалите децата, иако беа фала на Господ, ќе речем, беа заштитени здравствено и не даваа такви проблематики кои што возрастните нели се случува кај возрастните. Самиот момент на локдаунот, социализацијата доведе до потенцирање како на менталните проблеми кај децата, така и кај возрастните. Кај децата беше моментот дека се појави проблемот со екранизација. Ние проблемот со екранизација, иако бевме несвесни, па ги дававме нашите телефони, таблети, компјутери, така натаму, или телевизијата на децата, направивме огромен проблем, ги воведовме во еден псевдоаутизам. Не сметајќи, не бевме запознаени со таа проблематика како таква држава, за разлика од другите држави кои што многу поодамна говореле
за таа проблематика. Тоа се големи општества, големи нации кои што имаат такви проблеми, кои што се стварно изразени и потенцирани. Јас ќе кажам еден историски факт дека уште далечната 1997 година американците го направија првиот проект за екранизација, но каков тип на екранизација, сикаше бебето Ајнштајн, тоа беше екранизација, едукативна екранизација, каде што покажувајќи одредени слики, одредени движења и така натаму, го учеа детето да говори, да зборува. Но има еден момент и факт кој што ние тука го занемаруваме, дека тоа дете кој што беше раководено од таа, да кажеме, серија или епизода Беби Ајнштајн, беше заедно со едукатор или со родител работено. А ти кога на едно дете кај нас ќе дадеш телефон или тоа покрај себе нема никој, ние ги занемаривме сигурно заради обврските и другите проблеми кои што се јавија по тој период. Занемаривме сето тоа, некако замолчевме, некако станавме слепи и се случи тоа што се случува и сега, каде што веќе пак ќе се навратам на стартот на нашава дискусија, дека веќе не е табу тема, веќе отворено говориме. Што повеќе се говори, што поубаво и отворено кажуваме, така и ќе имаме фидбек од родителите да се ослободат и да дојдат да го побарат решението за својот проблем. Ќе кажам само дека решението не доаѓа веднаш, треба процес, треба процедура, треба протокол, треба следење, треба работа. Ќе кажам дека семејството е зародиш на се и дека се потекнува од семејството, значи родителите се тие двајца кои што треба, па и дури цело семејство ќе кажам, да се заложат да тоа едно дете со било каков проблем од менталната патологија, поготово децата кои што се со аутизам, имаат потреба од многу долга исцрпна работа со дефектолог, со логопед, со психолог. А највеќе со родителот кој што ќе му прави стимулација. Сето она стимулација која што претходно не сме ја дале на своето дете за да го внесеме во фаза на нормализирање на неговиот развој физиолошки, ќе биде употребено подоцна, секако нели под палка и раководство на стручните лица, како еве што сме ние и тимот кој што работи. Јас ќе кажам, ние без тимот сме ништо. Лекарот е оној кој што ја потврдува диагноза, утврдува се, го дава протоколот на соката, но оние кои што се заедно со нас во тимот, тоа се дефектолозите, логопедите, психолозите, педагозите, тие се заслужни за доработувањето на детето. И несомнено родителот кој што ќе треба да си го разбери, да го свати проблемот и да работи темелно и да се ангажира максимално. Тоаш не се потребни ниту расправи, тоаш не се потребни ниту поделби, тоаш не се потребни префрлање на вина, кој е виновен, кој е што е, како па ќе докажуваме генетика, не. Тоа веќе биднало, сега треба да го исправаме. Јас ќе говорам една своја лична приказна, која што ми се има на мене случајно во моето семејство. Мојот помал син, Алек, проговорен на 4,5 години. Така. И покрај сите напори кои што ете ние, еве јас ќе кажам дека ние веќе си го знаевме проблемот, дека сме пропуштиле еден голем период каде што сме го екранизирале своето собствено дете. Нормално поради градењето на кариерите, градењето на работата, трчањето, другите задачи кои што сме ги имале. И сето тоа се покажа кај мене, еве како вистински еден вид на емпирија, односно начин кај што јас преку свој личен пример го доживеав сето тоа што еве сега го третирам, лекувам, го работам, сум влюбен во тоа, децата ги сакам највеќе. Мојата Максима, знаете, уште како директор на детската болница Козле беше се за децата. Таа Максима е активна, работиме по таа тема, постојано е адекватно се опфатена, имаме и свој собствен сајт кој што се вика се за децата. Таму помошта е бесплатна. Нормално нели дека ќе кажам дека секој пат сме тука за да помогнеме. Иако идејата е веќе телемедицина, ќе зборуваме и за тоа. Јас имав едно големо искуство да своето собствено дете, откако почнаме да го работиме или со дефектолог и со логопед, за да стигнеме до првите негови зборови, беа многу мачни и ни се случи кара. Јас ќе кажам, тоа е моето куче лабрадор, кој што го земавме од бебенце на некој начин, многу малечко. Го земав од еден центар за обука на животни за луѓе со посебни проблеми и, како да кажам, слепи лица, лица на кои што им е потребна помош.
Сега нормално не сум бил запознаен во такво нешто, него етистко како излезе како еден вид на подарок да се дарува тоа кутрен ценен. Тој центар не е во Македонија, претпоставувам. Тој веќе не е во Македонија центар, иако човекот кој што беше, ќе го спомнам, специјалниот едукатор тука доста време проба да направи. Од Италија нешто. дечко беше, така? Да. Проба доста работи да направи, но некако јас пак ја кажам, може би државата, може би условите не излегува во пресреда, сето тоа се развие, сега би бил поборник сигурно, нели, подучен од своја лична но свое лично доживување, свое лично искуство, емпирија, за да може да говорам слободно, да кажам дека тоа е можеби некој начин на ова, ќе кажам, се појави Кара, црно лабрадорче кој што растеше покрај моето дете. Како растеше Кара, така растеше и Алек. Како Кара почна да лае и Алек. Како почна првите да ги прават заеднички игри, се тоа беа све у заедништво. Наша Кара растеше до мој Алек, кој што ќе кажам дека секој вид на помош, дали тој ќе беше пикнат да се капе во базен, дали ќе биде се капе во море, дали пошто Кара не беше составен дел на семејството и ден денеска е. Со нас постојано, па дури дома, ја викам, ние дома не чуваме куче, ние дома чуваме маче, бидејќи може слободно да се прошета човек да влезе и ова да го погледне, да го поздрави, дури не да го мамне. Ќе кажам дека се посебна раса на животни кои што ако би можел да кажам дури како да имаат моќна говор, кој што го осеќа и го чувствува сето тоа. Да, ние сме учени, можеби сме прочитале многу работи за животните, какви чувствуваат работи поразлични од човекот, какви се чувари, што знаат да... Еве, ја ќе кажам дека доколку нешто Алек прави, тоа е покрај него. И ден денески, иако мој Алек е веќе 10 години, 4 за 5 одделение, читаме, пишуваме, пееме, правиме се. Супер да жив и здрав. Ама Кара е со нас пак повторно и му е верен следбеник за се било што се прави, па можам дури да кажам и да појде до училиште, сега го носиме, сега имаме друга љубов, маку моторот, па ќе го качиме на мотор, сега да се вози така, ама Кара е тука покрај да го дочека кој ќе се врати од школа и да го испрати, па и заедно да прават беги, па и заедно да се јаде, да се, мислам, се имаме, нели тоа, ќе кажам дека сето она што сум го јас прочитал, што го нуди науката како научни докази, како некој вид на, нема многу смесени сигурно ситуации, можеби во ветерината се докажуваат одредени работи, но медицината и ветерината имаат освен заедничко лекување, друго немаат нешто да се посебно вкрстуваат околу тој дел. Ќе кажам дека се хумани науки кои што лекуваат, кои што нели помагаат како на животните, така на луѓето, но овој дел на психологијата и тоа она не е вклучени в калкулиран. Се слагам апсолутно, да. Да. Јас ќе кажам дека многу работи што сум прочитал, тоа е све страна литература. Ние овдека за жал многу сме се уште на некој начин хендикепирани да правиме се сопствени истражувања. Јас ќе ви кажам по таа тема, токму како ни се наложува и разговорот, направив истражување кое што беше токму во делот на екранизацијата кај децата во Македонија. Која возраст, од која до која возраст, што се случува, што се последиците и што се можните или идните третмани за нивно подобрување или нивно одвикнување од екран, а со тоа и добивање на резултати. Јас ќе кажам дека пред една година од прилика беше меѓународниот конгрес за психијатри кој што се одржа во Охрид. Се направи таква дискусија, панел дискусија, каде што јас учествував активно како предавач, каде што сите случаи работени заедно со целиот тим на Заводот за ментално здравје за деца и младинци и младост беше презентиран и беше многу го поздравен. Затоа зашто досега не се правени таков тип на истражување. Ние се дрзнаме да ги направиме, па дури со години, дури со показатели, дури со параметри, дури траење од колку до колку сати. Ќе ви ги кажам само заклучоците, дека ниту едно дете, иако се тои заклучоци и на Светската здравствена организација, дека децата од 1 до 3 години воопшто не смеат да бидат изложени до 3-та година од својот живот на екран. Тоа е прво и основно. Тие треба да ги прецепираат сопствените звуци, сопствениот јазик, сето она што ги окружува како средини и така натаму, да не бидат влезени во екранот. Вториот заклучок е појавата на билингвализмот, тоест на повеќе јазици да можат да говорат. Ја ќе кажам и дека не е лошо од една страна, но не си го познаваат својот
Собствениот собствен мајчин мајчин јазик, така е. јазик, ќе кажам дека тоа е голем хендикеп, па доста и родители сега токму поради билингвалност и дека нивното дете кој што е доста екранизирано, англискиот го владее подобро од македонскиот, Да. па одат во странски училишта. Еви тоа ќе го бележиме сега, ќе имаме еден пак ќе ви најавам едно истражување кое што ќе го правиме заедно со тимот после одморите. Третата работа е буквално што се случува во мозокот на децата. Тоа е појава на освен сите знаеме дека постојат бранови во нашите мозоци, во сите мозоци на живите суштества, кои што ние ги бележиме со помош на ЕЕГ. Тоест правење на метода каде што ние ги снимаме и ги забележуваме тие знаци. Секоја нивна промена означува за нас некаков си вид на процес. ЕЕГ-то кај децата со екранизација е тотално променето, дури личи на дете кое што има епилепсија. Тоа е токму поради тоа што тоа дете во будна состојба сонува. Тоа дете кога е заспиено го преживува целиот ден, целата она екранизација, сите оние слики кои што му се јавува. Независно дали десната хемисфера која што ни е битна и ни ги помни фактографски, односно фотографски позициите на одредени работи, левата хемисфера ни дава друг импулс, тука доаѓа до мешање на синапсите, каде што нема комуникација помеѓу двете хемисфери. Тие деца се задолжени да работат првично со дефектолог поради фината моторика, па и грубата моторика, али фината моторика е тотално изгубена. И со самата таква стимулација доаѓа до поврзување на одредени работи, ама треба многу долг период, како што ви и објаснив. Ќе кажам дека пак сите оние кои што не го ставив како дел во студијата, што би значило, зашто не секој може нели да го одгледува Милениче и така натаму, можда за него и врапче е Милениче, јас ќе кажам што е и убаво на некој начин, но сепак пак ќе кажам дека кучињата ја имаат својата топлина, несомнено заради тоа се и првиот пријател на човекот. Ќе кажам дека дале верност. Верноста е најбитна работа, го дале семејното чувство. Јас ќе кажам дека наша Кара го не чувствува како семејство и е неделив сегмент, напоменам, на нашето семејство, кое што дури со нас на некој начин кој ќе ја погледнеш, таа дали сме се карале, дали сме се радувале, таа го чувствува сето тоа. И ќе кажам, јас чувствувам и нашата топлина и нашата негативност. Значи, буквално знае, ако кажам дека мачињата знаат нели да легнат на местото на кое што еве те боли и така натаму, па говориме малку без некакви си научни докази, но ќе кажам дека сигурно осеќаат, чувствуваат тоа што го наведов, дека постојат кај нив сензори кои што се различити од нас, гледаат и друг спектар, слушаат и други, да кажеме, фреквенции и така натаму, кои што ние не сме способни да ги слушаме, тие сигурно чувствуваат и сето она што извира од нас, кој што можеби и ние како луѓето сме неспособни некој пат или сме глуви за таква работа го слушаме. У секој случај ќе кажам дека на вистина сум за да секое дете кој што има било каков проблем од менталната патологија, има Милениче свое собствено каде што ќе ја покаже топлината, чувството на милост и изразувањето на емоцијата. Кај овие деца најбитно е да им се врати емоцијата. Нивната емоција е изгубена, тие немаат емоции. Тие деца не гледаат, не остваруваат контакт со очи. Значи не те гледаат, не те перцепираат. Со тоа одма гледаш дека емоцијата е на нула. Тој нема чувство дека на нешто треба да му се случи, да се насмене. Не, тоа е како една, како да кажам, бледа копија на нешто и току крај на приказна. Со самото живење, со живување со Миленичето, тоа ќе покаже емоција, а нормално и со тимот со кој што работи. Така да несомнено ќе кажам, нашиот тим, нашите терапевти ги гушкаат тие деца, ги седнуваат, ги ставаат во скут, ги гледаат очи да почнат да остваруваат контакт и најбитно е гушкањето, односно остварувањето на емоцијата. Подоцна кој ќе се скрши тој лед, веќе ние имаме отворена книга за пишување за работи. Така. Спомнавме дека се работи за лабрадор. Според сите статистики на интернет или било каде да се побара, на прво место како раса на куче кое што се препорачува како семејно куче, без разлика дали се работи за детенца со посебни потреби, аутизам или било какви ментални пречки, се препорачува баш токму лабрадор. Значи тие се лојални, семејни, трпеливи, нежни. Јас би рекла цел живот деца, без разлика на тоа колку се возрастни, баш како мали деца, затоа се соживуваат со децата. Смирен темперамент имаат и се доволно интелигентни. Можеби не се најинтелигентните раси на кучиња, меѓутоа доволно интелигентни да се вклопат
во семејството и да работат заедно со целиот тим кој што го спомнавме пред со тимот така наречен семејство. Баш имавме дискусија, ова што го спомнавме, значи точно е дека психолошкиот аспект во делот на ветерината е најнеразвиен, јас би рекла, се работи многу на тоа. Меѓутоа баш кај нас се недостасуваат ветеринарни бихевиористи, тоа го зборувавме и со професор, го дискутиравме меѓу нас и е многу убав аспект да се посвети внимание на тоа затоа што е потребно. Гледаме дека животните, кучињата особено влијаат многу позитивно. И многу би значило да имаме центар или стручни лица кои што можат да дадат препорака да работат со целото семејство и со кучето кое што помага на семејството. Тоа би било одлично да го има и кај нас. Дали добивте препорака да чувате миленик или тоа си дојде лично од вас? Не, тоа си дојде само по себе, ќе речем. Така. Нити сум сум чувал од дете нормално, бидејќи сум живеел во куќа, сум чувал животни, тоа многу. Покрај кучиња, мачки, што не сме чували? Се што ќе дојде. Се што ќе дојдеше, папагали и така натаму и така натаму. Сме љубители на животни. Кара си дојде само по себе. Така. Ми се јави еден ден и докторе, имаме подарок за вас и ето отидовме да ја земеме Кара. И тоа баш токму Супер. со големиот, ама поготово со малиот син, бидејќи му беше ден пред роден ден. Одлично. Неко така, значи, и тоа беше стварно подарок. Човекот кој што го упознав тога за прв пат, баш по оваа тема што сега вие спомнавте, малку поговоревме, немавме време да ја продлабочиме темата токму заради тоа што Алек беше мал, нели како кажеме. И инаку баш разговаравме у кои се работи се наоѓаат лабрадорите. Тој напомена дека неговите родители биле прваци, не знам во што не све, дека дури мајката е ангажирана за препознавање на експлозиви, одредени дроги и така натаму, а таткото бил дури спремен да ја наполни корпата со се и да ја однесе кај неговиот сопственик, со што и да му рече. До тој степен, така да кога збориме за интелигенцијата, ќе кажам дека утврдив дека лабрадорот на вистина има многу развиен интелект кој што се прилагодува на семејството. Тој е чувар. Ќе кажам од искуство што се случуваше со мојот Алек, кој што нели пак ќе набетам, моето дете беше со АДХД, тоест беше убрзан, беше како ракета, ден денеска е ракета, ама смирена ракета, нели, го кочеме. Тој ќе се затрчаше негде да трча, таа имаше чувство за нежност, да го фати за рака и да го повлече или за нога за да го спушти. Некако беше како тренирана, а ние од бебе ја земав. Значи тие тоа си го носат најверојатно во себе. Извинете, дали посветивте време на дресура или Не, тоа сакам да кажам. А воопшто најверојатно Кара се дресираше заедно со нас. И ние се дресиравме покрај нејзе, па и таа се дресираше покрај нас. Значи таа дури чувствуваше кога ние ќе викнеме Алек по моето дете, нели застани, а тој трча, таа да му притрча, да си го фати за рака, да го спушти, при тоа да не го касне, а да го заустави до него. И така и Алек се научи каде треба да трча, кога треба да кача, дали да се качува, или ако беше качен, моите двајца синови се, не знам, немаме потекло никакво прилепско, ама сака да се качуваат на дрва. И беа еднаш кај едниот го собираа пожарникари, вториот пат и овој малиот го собираа пожарникари. Знам дека тоа што нели моите некако внимаваат и ме штедат да се, нели, знам па да не можам да се нервирам од сите овие работи, нели, што не ги нуди животот. Ми кажа дека Кара си стоела доле покрај малиот син и си бдела на дрвото, дур нели не дошле да го симнат на некој начин. Значи она си била цело време доле и си го посматрала што како прави. Кажам дека не успела да го спречи да се качи. Сигурно и таа не може да се качува. Да беше маче, може да се друго. Али во секој случај ги утврдивме сите тие работи дека они поседуваат огромна моќ на пазачи. Значи тие се чувари на некој начин. Иако еве Кара ќе кажам женка, и е како мајка. Значи како роди. Таква грижа за да му дозволува да и прави се што и да е трпелива. Ниту еднашка не се случило да го касне и на толку голема тортура, еве ќе кажам, од тегнење, од кубење, од се, нели се случува. Затоа сега Кара од време на време ми добива најверојатно
епинапади добива, нели како да кажеме, вајде како последица на малтретирање. Се шала, нели? Али тоа е нормално кај нив, прочитав, се консултирав со колегите ветеринари и така натаму што поразговаравме дека може да се случи ако не се чисти нападите. Сега сме на гамалон и така натаму, даваме некоја си терапија, не ја вклучувам на антиепилептици, бидејќи ќе ги изгубиме моќта на сфинктериите, ети тоа што е заедничко на хуманата и ветеринарната медицина. Не сакам тоа да го правам, се уште има, ете така, 7 годинки, значи не е ни млада, не е од младости, али ете си ја чуваме, реков, ние дома не чуваме, куќ чуваме маче. Така да, тоа е убавината, е многу убава, сам да кажам дека па и некој пат ако сакаш да се пожалиш, не мораш на психијатар. Можеш на кучето. Ќе те изслуша убаво, ќе те гледа во очи, да. Ќе те гледа нежно и прекрасно. Оваа порака е многу убава и некогаш е деформирана во нашево секојдневие, затоа што е искористена понекогаш, значи во насока на да се има миленик е добро за детето. И точка зборам. Сега миленик куче се мисли. Ама еве сега ова што го потенцираш е многу интересно и многу битно да го сватат и дечкиве што не гледаат, исто така што напомена Искра, дека станува збор сепак за одредена раса, а дури и одредено потекло од таа раса, каде што има веќе историјат, каде што човекот селектирал, значи кучиња кои што се подобни за некои одредени намени. И тоа е многу важно затоа што секое куче нема да може да ги исполни овие задачи. Зборам за луѓето да се информираат доколку сакаат, го имаат проблемот или да немаат проблема, сакаат сепак да имаат куче, многу треба да читаат, да се консултираат со стручни лица, да се едуцираат и да буквално да си направат собствена анализа на собствениот живот, ритам на живот и каква раса би можело на нив да им одговара или не. Затоа што сепак има раси кои што се голем терет после тоа на луѓето, бидејќи не може да се носат со нив и за жал тие миленици многу голем ризик да се најдат или да бидат несрекни и луѓето што ги чуваат исто така или да се најдат едноставно на улица. Да. Затоа е многу битно таа анализа да се свати дека станува збор за посебни кучиња кои што можат да одговорат на овие задачи. Да, конкретно лабрадори, ретривери, тоа се стварно број 1 во свет и се користат за многу терапевски цели, за релаксација, мислам стварно кучиња за придружба скоро најчесто се баш овие раси. Не е тоа случајно, баш потенцираме, значи без да се свати и сврти муабетот на страна, има сепак одредени раси наменети за одредени проблематики. Тоа е апсолутно. Тоа е исто како и кај луѓето, ќе кажам, најверојатно кога еден човек поседува одреден талент, да се искористи тој талент. Така и сето тоа и оваму насочено буквално и кај животните. Сметам дека протежето, поготово во ова време во кое што е и оваа емисија, несомнено дојдов, не постои ништо случајно и нашата средба не беше случајна за да е на крај вроди со некој плод, кој што мислам дека ќе биде многу корисен, апсолутно, буквално за целата нација, за сите деца на кои што им треба помош. Дека миленичето е многу битен состојан дел. Некој ќе каже, јас живеам во зграда, без разлика што живеете во зграда. Мора да имате нешто што ќе биде активацијска каписта на тоа ваше дете, на неговите емоции. Во спротивно тоа нема да ги има таквите исти емоции ако ние ќе работиме како тим, ќе работиме како луѓе. Нема да работиме тоа што недостасува спојката во ветерината и медицината, хуманата медицина и ветеринарната медицина, да се каже дека одредени работи треба и заеднички да се тера. Јас само како факт ќе наведам, многу изуми биле измислени во Втората светска војна, меѓу кои и работата со кучињата била многу активирана, дури кучињата и за не само за следење, за пронаоѓање за такви работи, него пренесување на одредени материјали и така натаму. Значи се работело на тоа да тоа куче биде обучено за тоа што ќе биде. Така да кажам дека одамно почнале одредени нации да работаат врз работата на спојување на овие две нешта, нивната животинска психологија и нашата човечка психологија, да можеме пак заедно како и толку милениуми уназад да соработуваме. Сега пак е најизразено кога веќе знаеме какви проблеми ни се случува и несомнено заради тоа сите почна луѓе да зимаат, да чуваат миреници. Особено за време на пандемијата што ја спомнавме. Точно. Тоа колку што е добро, толку и лошо од друга страна, бидејќи тогаш ова што го спомнавме, луѓето немајки што и како да прават, се решија да чуваат миленик
не сваќајќи која обврска е сепак миленик. Тоа не Па можеме да добро, го те на изоставиме. секој тоа дадеме. Да, така е. И сега ту имаме ситуација, иако јас не се согласувам со Илија, го дискутиравме тоа, не толку бездомни животни излегоа после пандемијата, ама дел од луѓето сватија дека не можат да чуваат миленик сепак, и што од стартот го започнавме муабетот и темата дека не секој може и треба да чува миленик. Апсолутно. И сега колку родителите се консултираат со вас на тема чување миленик? Ќе кажам, воопшто не се консултираат. Нели? Во мојата пракса, пак ќе кажам, бидејќи ете имам некакво искуство, нели, своја лична емпирија, своја лично Так. доказателство, дека јас прашувам. Прашувам дали има овакво, прашувам зашто детето нема активност, зашто детето не оди уште у градинка. Тоа ни се основните проблеми, да знаете. Родителите не ги пуштат своите деца у градинка. Значи не знаат дека прават една невидена изолација на тој ум, на тоа дете, на тие емоции. Тие го изолираат собственото дете и после очекува продукти како апсолутно е абсурд. Дете до 4 годишна возраст не поштува во градинка, дете до 5 годишна возраст е како очекувате тоа дете да зборува, нели? Така е. Втора работа, која ќе ги прашате дали тоа дете има некаква физичка активност. Па да, ќе се протрча, ќе не знам ова, и тоа не е физичка активност за тоа дете. Тоа дете треба да се носи во игротеки, ќе кажеме, иако не беа нели забранети, но социализацијата во игротеки, во градинката, тоа дете треба да иде у парк, тоа дете треба да почне да вози точек, па макар и точек со помошни тркалца, тоа дете треба да оди на пливање. Пливањето многу игра огромна улога кај децата кои што се со проблеми од менталната патологија. Значи огромна комуникација. Тоа е еден вид на сплет на наши движења кои што мозокот мора да ги следи и да дава импулси да се случува. Движењето на рацете, движењето на ногите, движењето на телото, синхронизацијата, тоа значи и синхронизирање на самиот мозок, на самите синапси кои што не водат и не управуваат. И на крајот, нели, кој ќе дојде нели целата дискусија покрај целата она анамнеза која што ја правам, веќе ние сме како тим многу професионализирани, веќе знаеме кој прашања и да ги препознаеме кои ќе ни влезат од врата, да ги гледаме и сите тие, еве ќе објаснам и што е тоа дел од, да кажеш на некој дете дека има аутистичен спектар. Почнав да ви наведувам дека тоа дете не остварува контакт со очи, тоа дете не одговара на собственото име кое ќе биде повикано, тоа дете не ги препознава ниту боите, не препознава ниту големина, ништо нели од тој дел. Тоа дете движењата му се стереотипни, значи јаде еднолична храна, значи тоа дете дури некој пат ќе ви ги кажам податоците дека тие деца не мастифицираат, тоест не джвака цврста храна, него јадат се кашеста или мека храна. Тие деца се со многу изразени, да кажеме, сензибилизирачки случувања, значи на него му смета работата на машината, работата на правосмукалката, работата на се живо и диво кој што е како бука. Тоа дете писка, тоа дете не е со барем некој збор, нели, или некој фонд на речени, нема реченици таму, нели, обично алалијата изразена, нема отсуство на говор. Значи кој ќе утврдиме неколку од тие параметри, тоа викаме дека ова дете ни е у спектар. И тогаш веќе се вклучува црвениот аларм и почнуваме да правиме поопсежна анализа, поопсежна анамнеза, за да стигнеме до сите недостатоци кои што, или како да кажам, грешни насоки кои што родителите ги употребуваат. У тој момент кога ќе се го утврдиме сето тоа, тогаш ние го задаваме нашиот протокол, тогаш им даваме задачи, им ги пишуваме на лице, јас им пишувам едно мој извештај, мојот извештај се состои, јас ќе ви кажам, ќе ви дам пластичен, да се тргне во градинка задолжително, да се работи со логопед, дефектолог, па подоцна логопед, нели како ќе почне или кажу, да се работи на домашна стимулација, на фокус, читање, меморија и така натаму, да има физичка активност и даваме нормално. До сега ќе ви кажам, во аутизмот не е измислена магичното лекарство, нема магичен лек. Не постои такво нешто. Она со кое што ние можеме да суплементираме на некој начин, тоа се омега-3 масните киселини, кои што се нужни и многу битни за исхраната на мозокот. После тоа ќе дадеме одредени киселини, аминокиселини, значи не сакам хемија воопшто. Јас ќе кажам дека има огромна грешка од страна на некои колеги наши, кога на тоа дете ќе му се дадат рисперидони, тоа е средство за смирување. Тој го уште повеќе успива тоа дете. Тоа дете не го буди.
Ќе кажам да, има многу книги, треба да се чита, секој случај е различит сам по себе, но пристапот треба да биде загарантиран дека тоа дете треба да го разбудим. За децата кои што се со АДД успорени треба да ги убрзаме, децата со АДХД да ги успориме, а тие кои што се со аутизам да ги разбудим. Јас стално кажувам, мојот дел од мојот тим, колегите стално го кажуваат сето тоа, вика ние ќе запамтиме една твоја реченица, докторе, ти викаш дека они ни ги носат успиени, а ние ги будим. Да, ние нашата задача е навистина да ги разбудим. Со целата тој протокол кој што ќе им го напишеме, ќе им зададеме задача да почнеме да ги будиме децата. Само такво будно дете може да добие, и најтешко не е да добиеме фокус. Тоа дете обично нема фокус, тоа дете е дефокусирано на сите страни, него се го интересира. Но еве ја ќе се вратам како на времето кога најголемите умови во науката, во медицината, невролозите кажувале, кога говореле за епилепсијата, кажале дека епилептичари се многу познати војсководци, научници и така натаму. Ја ќе кажам дека има и многу познати луѓе кои што се аутисти, а се познати на светот. Да. Па ти ги напоменам, мене ми е така и омилен лик Том Круз, ќе кажам, кој што е аутиста, а е феноменален глумец, серијски актер. Ќе кажам Илон Маск, најбогатиот човек, значи тој е со Аспергов синдром, да ви кажам, Асперговиот синдром исто така аутизам, но ќе ви ги направам и поделбите што означува функционален аутизам, а што означува нефункционален аутизам. Функционалниот аутизам, обично кај тие деца, нивната интелигенција, нивното IQ е многу високо. Значи тие се со IQ и над 120, 125 и така натаму. Да, точно е дека таа граница е тенка, па некој ќе каже посебњаци се, да, посебни се, но се функционални. Значи кај нив аутизмот нема да дојде толку до израз, бидејќи тие ќе бидат обучени, тие ќе бидат едуцирани. Значи работата со логопед, дефектолог, психолог, педагог подоцна и така натаму, ќе ги насочи работа, тие се тоа ќе го запамтат и тие се по ПС. Ќе кажат има една реченица, абе ги редиш работите како аутист. Па да, ние сите имаме дел од спектарот да си знаете, да не се овакото, замислуваме дека сме нели така, да се шалма кога се наша. А имаме нефункционален аутизам, а тие деца се вообичаено деца кои што имаат ментална ретардација. Или е лесна ментална ретардација, или е потешка ментална ретардација, ќе кажам, ако е веќе ментална ретардација, да се разбереме. Ниско IQ, тоа дете дури со пелени е до оваквото. Прво што им викам на родителите, дајте ве, трнете ги пелените. Како сакате тоа дете се почувствува самостојно кога носи пелен. Првиот момент. Или, еве ја сега ќе кажем една табу тема, јас сум за индивидуален пристап кон вакцинацијата и таа табу тема да ја расчистиме буквално во емисијата, каде што утврдивме дека животните, поготово кучињата, мора да бидат покрај овие деца. Ја ќе кажам дека индивидуалниот пристап кон вакцинацијата треба да биде собствено право на родителот. Но родителот одлучува за своето дете до одредена годишна возраст, подоцна не одлучува за неговата годишна возраст. Ќе кажам дека сите ние кои што сме примиле вакцини, ден денеска сме здрави и прави и сме искорениле многу болести, сите оние кои што не ги примиле вакцините имаме епидемии во денешно време од 20 век. Значи како да е мрачен век од средновековиот и така натаму. Да, има одредени вакцини, значи никогаш не е докажано дека таа и таа вакцина ќе предизвика аутизам. Таа вакцина може да биде тригер фактор. Значи имаме некој скриен клjuč во нашата генетика, каде одредена вакцина или одредена состојба, како пред малку што дискутираме, може да иницира појава на одредено вакво ментално заболување. Без разлика дали од психози, шизофрени, аутизми кај деца и така натаму ги има многу широк е сплетот на и палетата на психијатриските заболувања, кои што несомнено нешто може да ги отклучи. Како во детство, така и во поодминат. Така да не можеме да говориме дека ниту една студија не докажала дека има врска помеѓу аутизмот и вакцина. Можеби да, ја ќе кажам како стручно лице, тригер фактор да, но нигде не е пишано, нигде не е докажано. Или тоа е 1 на 1 милион. Не можеме да дискутираме за тие бројки. А дали влијае квалитетот на вакцините? Има ли влијание? Апсолутно, дека сето тоа е поврзано со тоа. Затоа викам, мора да има некој тригер. Ние го изгубиме доверието кога почнеме Македонија да се носи се и сешта.
Така е. Ние сме и ден денеска апсурд, ќе ви кажам. И ден денеска се регистрираат лекарства од држави кои што воопшто немаат информација камо ли па да имаат лекови. Ама ете ги препакуваат па на некои им се. Тоа се интереси. Тоа ќе кажам дека тука во медицината не сме да има политика, не сме сите сме исти, сите сме еднакви, сите си ги плаќаме придонесите, треба да се направат ја ќе кажам исклучителни хируршки резови, како што ќе кажат некои колеги, во здравството. Значи тука треба да биде се по ПС, ја ќе кажам дека имаме неколку модели, несомнено ќе напомнам еве и оваа емисија, јас сум доктор за науки за здравствен менаџмент. Така. Има неколку модели кои што многу големи и богати држави ги следат. Дали е тоа Семашенко моделот, дали е тоа Бисмарковиот модел или е мешана метода нивна, луѓето, тоест државите успеале да си ги прилагодат тие модели и да таму се битни, да се он само дојде со картичка на која што си го плаќа своето осигурување и да добие било каква помош која му е потребна на тој човек, а не да имаме ние доплати и такви работи. У сиромашните држави на се дава и се расипува пари, на здравството најмалку се дава пари. Јас запишав тука една ваша изјава, мене многу ми се допадна на оваа тема. Вие сте кажале: најлошото нешто што ни се случи нам како држава беше тоталното партизирање на секоја пора од општеството. Здравството не би требало да познава политика, туку станува збор за спасување на човечки животи и ништо повеќе. Останувам на тој став и ден денеска Да. го кажав. Јас апсолутно го поддржувам. Иако не сме имале концепт за емисијата, да се бидеме Не, искрени така. од сите, ќе кажам многу одавна се борев за промени кои што треба да настанат во здравствениот систем и се уште верувам дека треба да настанат промени, бидејќи кај нас се случува се погрешни личности да го водат здравството. Несомнено Поради ќе го кажам, интереси пак ќе ги потенцирам. вклучуваат своите лични интереси, го губат чувството дека и тие се луѓе и дека ние немаме кај да отидеме од овој свет понатаму. Има некој друг свет, можеби, нели, ама кој како Ама не знам, сега не да, знам. ама не ни тоа докажам. Нели, ама една работа ќе кажам дека на вистина никој досега не се заангажира и секој идеше да го уште повише девастира и руинира здравство. Еве ќе кажам една состојба која што ни се случи пред неколку години кога беше ковид. Сите држави у ковид кризата одат напред, нашата држава стагнира. Тоа се точно тие имавме абсурди. страшна Сите ситуација. држави се со по 150, 60, 70 милиони народ, ние сме едва милион и половина. Така е. Значи такви кога се случуваат некој пат ја ќе кажам го барам смирението за да можам правилно да се изразам кога станува збор токму во овој дел, поготово политизирањето на здравствениот систем. Но ќе кажам дека ние сите треба да заеднички како луѓе, ако дадовме казна на едни, даваме на други казни, треба сите да дадеме казни за сето оно што се случи во здравствениот систем. Така е. Значи, несомнено, нашите средства се користат. Да, имаме сегмент на дарителство, нели, у целиот процес. Ако ние нешто не искористиме, стално викаме фала му на Господ, не сме го искористили ние здравствено, дека го дадат на тие кои што има потреба од сето тоа. Но ние треба да се грижиме за средствата кои што си ги внесуваме. Некои други држави го измислиле, направиле неколку столбови, ги направиле осигурителните компании, внесуваат пари, си плаќаат, си иде со тоа картичка и он си ги штеди пари. Тоа ми штедење на пари да се разбере. Така. Ама тие се посебни. Ние уште имаме, како се вика, оно останато, можеби од некој убав систем кој бил порано за време на Југославија, да имаме само дарение меѓу себе си, да функционираме така, пошто сме као посиромашни, наводници го зборам тоа. Но ќе кажам дека за работење на овој здравствен систем е потребно да го управува човек кој што има искуство во правилното менаџирање на здравствениот систем. Тоест да го познава првично здравствениот систем, да не е помалку од 20 години во здравствениот систем, да е бил менаџер минимум 4 до 5 години, да има зад себе баш буквално таква историјат кај што е објавил некој труд дека нешто менаџирал, па макар и продавничка колонијал да менаџирал. Се шалам, се не намерно, пошто такви ни дојдоа, Да. или па правник кој што сакаше да оперира, или неурохирург кој што не знаеше како да ги постави работите за време на ковид криза. Имаше секакви луѓе нели кај нас во здравството и ќе кажам една голема вистина, тоа сите го знаеме, можеби животните тоа не го прават, ама ние кој што е многу дигнат, обично го сечеме. Тоест кој што е многу интелигентен, па му е кратиме главата. Барем животните си ќутат, лавот е тука. Имаат секогаш водач. Да, имаат И секогаш најпаметниот водач. и најдобриот и најфизички спремниот е секогаш водач. Кај нас е обратно. Така да ние се разликуваме од животите, ќе кажам, ама у негативна система. Колку често, какво е вашето искуство со алергии на животните, конкретно на
кај децата збориме, нели? Затоа што многу од родителите па се плашат од такви алергиски реакции. Пак сега ќе си збориме се она што е голема вистина. Алергиите постојат од памтиве и ќе постојат. Така е. Како што се обременува нашето модерно живење, поготово со нови химикали, со нови видови на храна, генетски модифицирани исхрани, со нови материи кои што нели ги примаме и така натаму, прилагодување на нови средини, нечистата средина, загадувањето на воздухот, така и алергиите ќе растат уште повисоко и повисоко. Кога станува збор за алергија од животни, секоја алергија која што ќе биде докажана и може да се докаже од животно, тука застанува приказката со тоа. Ние тоа дете можеме да го десензибилизираме, тоест да го третираме на некој начин со антихистаминици или со кортикостероиди, што јас сум против, но ако тоа дете развие астма, мора да се третира со кортикостероиди и е оправдано дејството на кортикостероидите, иако тие се магичен лек за кој што се уште не сме утврдиле како, што и дејство и механизмот кој е, бидејќи тој воведува во една прекрасна фаза, после воведува во некои несакани, нели, моменти, и тоа е тригер фактор за многу други заболувања, кои што може да се јават како проблеми, нели, како реакција на нивно злоупотребување или претерано користење. Она дете кај што е со утврдена алергија, поготово на влакно од животно, тука застанува неговата приказна за чување, нели, или играње со живот. Може да му дадеме мал контакт, но знаеме дека, пак ја кажам, ќе се навратам, за волја на вистината, тие реакции не се бурни, пак, нели да се разбере, но самата инхалација на влакната во душник и така натаму може да предизвика ако тоа влакно или нешто застане токму на некој дел од лаквото, тука настанува едем и идеме во други фази кои што се, така да кажеме, лоши. Еве, да не кажеме живото застрашувачки, но се лоши. А пак ќе кажам дека многу поголема опасност од алергија која што е нутритивна алергија од храни, каде што може да дојде до задушување и така натаму, отколку од животинско нешто потекло, но треба да бидеме внимателни и треба правилно да третираме, а и да ги чуваме понастрана доколку е нежно детето. Ќе кажам и да се знае како податок дека и еден родител во семејството да е овакво атопичар, тоест да е носител на било каква алергија, да знаете дека се рефлектира и кај децата, можеби 25 до 50%, а па ако двајцата се родители алергичари, тоа знаете, толку е приказано тоа дека е алергичар. Имаме многу клиенти што имаат кучиња кои што имаат влакно кое што е помалку алергено, да, не хипоалергено, меѓутоа тоа е многу погрешна констатација, дефинитивно. Може би помалку алергено, меѓутоа сепак животинско влакно, како и да е. Да, и тие животни многу не се митарат и многу малку губат влакна. Кара се митари, можам да ви кажам, тоа е чудо. Има остри влакна што секаде се... Да. Само си ги усисуваме, само си ги метеме. Робот, не знам, тој ќе се поквареш. Има една робот специјален за тоа, за кучечка влакна. Да видат дали ќе да не правиме реклама, ако се ќе не спонзорира, више не можеме да дигнеме спонзори. Треба да се случи тоа. Да, и најчесто ги земаат тој тип на кучиња, тоа се кучињата претежно пудли, малтезери, бишови. Салонски раси, така. Салонски раси, да. Јас би рекла дека предноста е што помалку се митарат, па контактот е малце не летаат тие насекаде. Тоа не можеме хипоалергени да ги наречеме. Нема, ние дома си лежиме и ти на перница си имаш влакна од кара. Кошалик си ги носи на него. Тој нон-стоп се бори со незе, се гушка. Игра, например, еве сега ќе игра или ќе пишува горе нешто или ќе играат со другарчиња, ќе се симне доле за да изгушка, па пак ќе се врати. Она му е составен дел на животот од него, најдобар другар, значи ако ја караме кара или ја ако се наѓутам нешто, тој обавезно ми се љути на мене и се кара со мене. Има веќе камка, нели? Што ја караш ти кара? Како можеш ти да се понашаш кара? Ја викам добре, синко, нема. Али вистината е тоа што на вистина ни донесе прекрасна енергија, ни донесе помош, ни донесе спасен вид на убавина, на ете и губење на таа многу набиена негативна енергија што сигурно се случувала, за да ете ја поминеме и пребродиме проблемот така полесно со помош на тоа
тоа животно, да кажам, тоест на тој дел од нашето семејство. Во поглед на алергиите, има ли случаи кога се надраснуваат, народски кажано? Се случува ли тоа? Збориме за алергија на животно, на влакна од животно. Имав еден професор, веќе ја студирав на Тракискиот универзитет во Стара Загора во Бугарија. Тој беше кожен првен професор по кожни заболувања и викаше вака. Вика, алергиите си се вика алергија, можеш да се чешеш цел живот, ама нема да умреш. Нели така да и овака да не се увек, нели толку ни е мудар организмот да буквално кога ќе се допре у контакт со алергенот, со тоа што го запамтил, веднаш реагира и одма ги ослободува интерлевкините, веднаш ослободува борба, тоа се случува еден вид на инфламација во организмот и тогаш ние почнуваме прво да киваме, па после да отекуваме, па после да ни се црвени очите и така натаму и така ќе кажам. Само контактот ќе го напоменам со поленот. Само да ти влезе поленот тебе слузницата, деш хиперсаливација, почиња да ти тече носот, да киваш, се случува, почиња да крва, очите да сека. Се е тоа една општа реакција, еден вид на општа реакција која што се можеби ќе кажам се случуваше таква инфламација за време на ковидот. Ковидот беше така познат да све се воспалуваше организмот. Како системско воспаление се случуваше. Исто е и со алергиите. Алергијата го прави сето тоа. Се надминуваат, можеби ако имунолошкиот систем биде така по засилен, па да не ја увек перцепираме алергијата, нели, или да краткотрајно да ја надмине, или па у денешно време, еве да кажеме, нели, луѓето кои што се познаваат себе или нели нормално родителите си го знаат своето дете, да навремено биде дадена терапијата со време. Никако кој ќе дојдат алергиите, увек се дава десензибилизација пред настанот на алергиите. Кога станува збор за алергија кај животните, тука треба да бидеме внимателни, бидејќи не секој пат знаеме кој ќе отидеме кај некој, дали некој чува животно, дали бил тука некој животно и така натаму, па и заради тоа вајда се измислени оние работи pet friendly, дуќани, продавници, хотели и така натаму, нели? Каде што и тој алерген треба да се внимава на тој алерген. Нели до таа одредна мера доколку најубаво родителот си знае како неговото дете реагира на тоа, на таква потврдена алергија. Така. Какво е вашето искуство со оние заболувања, ние ги нарекуваме зоонози, ако тој термин може би е погрешен, ама добро, не е битна таа дискусија. Значи болести пренесени од животни на деца конкретно. Вие знаете дека поготово овој период кога е летото сите се плашиме од кралежот. Така. И оправдано. Кралежот носи навистина тешко инфективно заболување кое што предизвикува голем проблем, нели, поготово кај децата, ја ќе кажам кај сите. Кај сите, апсолутно. Па после ќе сме изложени да мора да примаме терапија интензивен период, па првично нели дијагностицирање и така треба да се внимава на зоонозите, кога станува збор за оваквото, за кралежот поготово, треба да внимаваме во каква средина се движи кучето, обавезно да ние, тоест домашниот минек да ни е вакциниран или да е среден, да е заштитен од самата таа зооноза, и таа зооноза прави проблеми кај самиот, нели кажеме, човек, не е само така да на животното прави, дури ние сега, вие сте исто од тој свет, каде што знаете како одма се реагира кога животно има закачено, нели, крлеж на себе си. Обично, ајде, они се вакцинирани, нас не може да не вакцинират, али имаме терапија, па ќе се напиеме терапија, но зашто да дојде до тоа? Да се избегнуваат, поготово тие места каде што знаеме дека се обременети и дека постојат такви типови на зоонозични коноги, такви работи кои што може. Ќе кажам дека исто така овој период пајаците ни прават големи проблеми, значи алергиите од каснувањето од пајаци е, можам да кажам, страшно. Значи доаѓа до такви отекувања кои што дури доаѓа до изобличување, дали на дел од лице, на тело и така натаму, мора одма да се дешава да делува антихистамински и е дури оправдано и употреба на кортико, тоа што се поцне урбазон или така натаму, еве сега ние малку ќе позборуваме и стручно на лекарствата, мора да биде дадена терапија затоа што се многу изразени. Комарците вајде ги прскат, не знам вие како чувство имате, вајде нешто се прави. Не, јас немам чувство дека ги прскат. Јас сум цело искасана во моментот. И еве модерен сум станал модерен тип, дома прскам со кафе, да знаете. Имам увек кафе, ми носат кафе како подарок, па го прскам по два. Како репелент го користам. Да се нашалиме, не ни е на одмет, да, на вистина и комарците може да предизвикаат
Досега никој не е испитувал алергија на убот од комарци, ама лесно се докажу. Кој ќе видиш оволкав оток, Да. нели, Име го докажано. и знаеш одма Пример. дека тоа е тоа. Осите, пчелите, стршлено, гледам дека и стршлени се намножија. Многу инсекти предизвикуваат многу големи проблеми, поготово кај децата, каде што нивната игра е застапена претежно е у игра и тој не може на се да внимава, а не знаеме дека е алергичен на таков тип на каснување. Сме имале многу лоши случаи со каснување и од пчела и од оса, каде што доаѓало дури до појава на квинки едем и така натаму, па се морало да се решава проблемот во болница и така натаму. И на мене ми се има случајно да делувам врз дете да му направам, нели, ослободување на дишните патишта при каснување. Мислам дека е лапна осата или пчелата, што и да беше. Така да треба да се внимава на сите тие. Несомнено треба да се избегнуваат местата каде што тие се, нели, урои или како да ги крстиме. Ќе кажам дека алергиите кај децата веднаш се познаваат. Ова е како апел до родителите да внимаваат на сето тоа кој ќе се случи и да го следат. Обично да, ладното е првично решение, нели, ставањето на нешто ладно на тоа место каде што е моментот на убот. Порано беа, нели, и фосфорот се користевме, нели, од шибиците, од кибритот користевме, нели, такво нешто, земјата ја користевме. Земја, јас знам за И земја. така натаму. Има и такви методи, нели, кога ќе немаш ти у себе синопен или фенистил, нели, може да користиш и такво нешто, ама обично е ладната вода и држање на нешто ладно, студено дур да се реагира и да се гледа дали тој едем се зголемува или не се зголемува. Или да се внимава на тоа дете како му се случуваат слузниците, големите слузници, дали отекуваат устата, нешто и така, пошто ете, треба да внимаваме на тие работи. И ако има потреба, веднаш да се обрата на лекар за помош. Така. За внатрешни паразити имавме баш една епизода Да. која што беше многу интересна Тоа и сакам, да. баш Со за искуственик ехинокок. баш, со емпирист. Да. И сакавме Зборевме да- за ехинококоза. А видете, у денешно време, пак ќе кажам, се зависи од средината во која што се живе. Зоонозите, како зоонози, кучешката тенија и така натаму, метилоти, сите оние што ни се познати на нас како некој вид на носители на такви големи проблеми во организмот, кои што може да бидат и до 10, 12, 9 метри и така натаму, колку што и тенкот од црево. Знаеме, поготово ехинококозите, да кажеме ехинококот што може да се развие буквално во белите дробови. Да. Значи, каде што имало и оперативни зафати, ќе кажам дека сега тој многу е понамален тој прак. И обично е во средини кај што е, како да кажам, уште тешки за сиромашни средини, средини кои што Низок не се степен на одржуваат, хигиена. низок степен на хигиена, значи таки тешки услови за живење. Тоа баш сакам да го кажам, каде што има, таму има присуство се уште на тоа. Или хранење од контейнери и така натаму. Иако да кажам дека у последното време термичката обработка, говорењето околу таа тема, мислам дека не ги носи, ама еве ја ќе ви кажам случаи што ги читаме, нели, поготово, нели, на нашите веб портали и списанија што се стручни, се уште се опишуваат во некој држава, во некое село, тоа и тоа се случило, имало, извадено е толку и толку метри, нели, тенји, значи има се уште. Значи можеби се изолирани случаи, но се уште постоја. Ќе кажам дека и глистите кај нас се присутни, ја ќе ви кажам се уште се присутни глистите. Но ќе приметите по потрошувачката на антихелминтици, тоест на средства кои што се зове, дека е намалена, не секој ги. И се потешко се науѓаат. Да, но знаете, најверојатно порано имало поголемо изразено патологии кои што се јавили или луѓе кои што барале помош, сега више не е таква средина, или па може да се лечат со нешто модерно, или бабини лекови се. Рузмарин. Рузмарин. Семки од тиква. Све има, нели, корен, трн, ово. Случајот со кој што говоревме со психологот Деспина, баш таа предпоставува дека нејзиното заразување е преку недоволно обработена измиена зелена салата. Предпоставува. И самата кажува дека сега чува миленик, тогаш немала миленик. Сега милениците се многу позаштитени од нас. Ние внимаваме редовно прочистување внатрешни паразити, од надворешни паразити, вакцини се,
повеќе ги вакцинираме милениците отколку што ги вакцинираме Вие пред малку децата. кажавте една многу битна работа дека чувањето на домашен миленик е веќе обврска. Тоа е дел на Така е. семејството и тој треба да биде заштитен како што и ние сме заштитени. И тој го заслужува истиот живот како нас бидејќи Тука свеста е веќе подигната и оди нагоре. Нормално, и затоа Дефинитивно. И затоа сметам дека многу помали се тие изолирани Так, случаи кај што од домашниот миленик ќе ни се појави Да, нешто. да, да. Сега, еве ја ќе кажам една лага која што ги нели децата, еве своето дете, твоите двајца синови сум ги можда ви лажела, кога го лиже кучето ја викам леле сега тоа кучече. Вака се лижело, така се лижело, сега Да. ти се исто како се. Да. И он ме гледа. И е во ред и не е во ред, затоа зашто знаеме ние како доаѓа кара од шетање, ти прво ја миеш нозете. Како да дома да ја Да, бања, да. па ќе ја исчешлаш, па Да. бабата исто така тука задолжена доста за кучето. Пошто таа си го Цело чува. семејство ангажирано. Сите сме ангажирани, како таа што е ангажирана за нас, така и ние. Па, затоа е, и куче и маче, две имаме Да. живот уедно, да. Тоа е реткост. Супер, одлично. Да, да. Мислам дека многу е подигната свеста и дека во денешно време на вистина сите заедно функционираат како семејство, така ретки се изолирани случаи да се појави таков проблем и таков тип на не чуваме дома овце се. Да, се да. називаме другари неки така. Да, да. И го има и тоа, се повеќе го има. Може би, ја деве чисто кажам она што кај нас, сега не Так. се да шета некој. Не, уште не, мада е, да, јас имам видено мало јаренце, ама добро, тоа е многу изолиран случај сепак. Така. Ама тие сигурно живеат во некоја голема, нели? Па би било по-добро еве да тргнеме од аспект на благосостојба на тоа животинче, нели? Не се надам не го чуваат дома како и да е. И сега уште едно прашање имам, сега шетаме од тема на тема, ама ме интересира многу. Во споредба со претходните години имаме забележан раст на децата со психолошки и ментални проблеми, особено со спектарот на аутизмот. Дали имаме подобра диагностика или на вистина имаме повеќе случаи? Јас ќе кажам и двете работи се смесени, тоа е комбинација на работите. Ние имаме веќе 2025 година, ако продолжиме со ова темпо, секој трето дете ќе биде со аутизам. Со псевдоаутизам или со аутизам, или од дел од спектарот, тоа е многу лошо, многу погубно. Сега се бориме, камоли тогаш, диагностиката е таа што имаме и како се модернизира времето, се модернизираме и ние. Има посебни тестирања, томати, тест, тестови кои што се измислени многу поодавно и кои што се користат кај нас. Ние имаме одлична соработка со сега веќе другачие се вика Центарот за слух и говор, сега се вика патологија на вербална патологија, Центар за вербална патологија. Тие се нашата, како да кажеме, втора екипа, значи второ семејство со кој што работиме, бидејќи тие работат посветено и темелно на сите деца кои што се такви проблеми, имаат сензорни соби, имаат аудиографски овакво сали каде што си го слушаат децата својот глас и говорат вака на микрофон, сензомоториката ја развиваат, логопедијата, дефектологија, значи тоа е стварно еден исто убав тим кој што работи, ние можеби сме во диагностика, ама тие се и опремени со доста апарати, имаме и ние, обично у тимот задолжително е потребно, бидејќи стално се прашуваме дали тоа дете слуша, треба да користиме и орала специјалист. Орала специјалистот треба да ни потврди дали тоа дете стварно слуша или па има некој нарушување на слухот, па правиме и бера тестирање, значи се прави бера тест задолжително, па поготово кај помалите деца. Ќе кажам дека се зголеми многу и научната технологија во потврдување на сите овие проблеми. Значи тоа дете може да реши одредени задачи и толку. Ќе спомнам нешто што треба да го знаеме сите, треба да го знае целата јавност и ќе биде многу интересно да постојано се говори за таа работа, дека кај овие деца поради промените во ЕЕГ-то, тоест во мозочните бранови, да не ги објаснуваме, да не оптоваруваме целата емисија, значи алфа, бета, делта, гама, значи самите оние, како кажеме, бранови кои што ги има во мозокот, ќе кажеме кои се тие фази. REM фазата е многу битна фаза на сон и ние обично ја правиме во фаза на спиење, значи ЕЕГ-то го правиме за да кога е смирен мозокот, тоаш да видиме дали има некој избивање и како функционира мозокот. Значи секоја тогашна промена во сред спиење, не зборам за отварање на очи, тоа се регистрира во самото ЕЕГ,
чешање, ово, оно, се регистрира, тоа знаат, и од која хемисфера, и од кој дел на мозокот се случува, веќе се познати тие, нели, сами ритмични движења кои што се регистрираат, мозокот работи преку цела ноќ, а тогаш одмара, и тогаш ги правиме испитувањата, за да видиме да не се јави ширец бранов комплекс. Има една нова метода која што ние дете над 5 годишна возраст обично, кога веќе ќе видиме дека има проблематика во самите бранови, во брановото движење од ЕЕГ-то, а тоа дете со проблем, нели, од типот на аутизам, немање отсуство на говор, аварија, АДД успорено дете и така натаму, имаме неурофидбек метода која што се вика и која што успешно се работи. Тоа означува нивелирање на мозочните бранови со помош на таа метода. Тоест доведување на тие бранови во перфекција, совршеност или барем во фаза да каде веќе му го враќаш фокусот на детето и можност да може тоа дете да се работи врз тоа дете. Таков апарат, многу прекрасен апарат кој што мислам дека од донација кој што ја даде, мислам дека Бугарија ја даде таа овакво машина, се наоѓа во Центарот за слух и говор, тоест во вербална патологија сега, не Центарот за вербална патологија, тоест клиника е веќе, каде што го работа тоа. Но никако родителите да не се осудуваат да ги слушаат другите, нели, приватни институции каде што тие ја го даваат тоа порано. Тие со порано давање, без изготвување на соодветно ЕГ и без потврдување од страна на лекарот дека тоа ЕГ е подготвено да биде сработено со неурофидбек, никако да не го прават неурофидбекот. Ќе имаат поголема штета отколку корис на правењето на ова. Исто така има и нови методи на мапирање, значи на буквално потврдување која хемисфера во мозочето како функционира и колку е застапена и дали е активна и така натаму, така да методите се понови и понови, а дури ќе кажам дека има и доста веќе портабл машини со кои што децата може да работат, поготово овие деца кои што се со аутизам, бидејќи аутизмот во Америка е веќе, како кажам, нормална работа. Нели, тие си ги веќе си ги знаат моментите на работење и тие таму имаат некои недостатоци, ама се повеќе може да работат нормално тој кој што може да си приушти и портабл девајси кои што пак нормално ќе кажам дека соработка со специјалистот, тоа е со лекарот и со тимот, може да ја искористи или да ја почувствува благодата од употребата на тој девајс. Така да ќе кажам дека покрај зголемената патологија од страна на проблематиката која што е оваквото, ние имаме и добри диагностички методи со кои што ги потврдуваме се тоа. Мада ќе ви кажам дека пак ќе се навратам, перцепцијата, тимското работење и искуството на тој човек кој што го работи, тоа треба, како што реков пред малку, од врата веќе кој ќе влезе детето да ги согледаме сите тие проблеми кои што ќе има детето. Не сите, ама. Значи, еве при крај да привршуваме ако немаме плюс прашања, значи вие препорачувате повеќе паркови и кучиња, помалку смартфони. Апсолутно го кажав тој пред малку. Так. Се согласиме не само како препорака на Светската здравствена организација, но како и ние кои што сме го направиле истражувањето во нашата држава, дека до 3-та година апелирам родителите воопшто да не користат телефони или телевизори на тие деца. Можеби е некој пат корисно да го залажеш детето, но тоа да не е повеќе од трајање од 5 до 10 минути, колку да му се сврти вниманието. Фокусот така не се добива. Кога станува збор за аудиотерапија, тоест музиката, таа може да биде присутна од самиот почеток на раѓање, детето да слуша поубава музика на свој мајчин јазик и да ја перцепира, да каже да тоа е тоа што јас треба да го зборам или да го говорам, иако сите музики имаат, нели, некоја си одредена убава фреквенција која што ќе им ги потикне, нели, сите тие будења на одредени центри во мозочето и ќе би го очекувале да тоа дете биде според развојната скала. Како напомена, ќе кажам дека јас 2 книги веќе напишав. Втората книга е многу интересна токму за оваа проблематика која што од менталното здравје, таа е развојната скала или развојната патика, каде што во секоја возраст, почнувајќи од 0 до 9 години, до 7 ја ќе кажам, не е ни битно, имаше и до 12 години е опишано таму. Точно родителот или дедото или бабата или семејството треба да гледа нивното дете во која возраст што треба да поседува. Тоест, какви работи треба да има. Не треба цврсто да се држиме до книгата, бидејќи може би се доцни месец или плюс месец, 2 напред, Така. но да бидеме во
во рамки на пишаното на некој начин и да знаеме на нашето дете што недостасува за да се јавиме како прва помош за на тоа дете да знаеме има ли проблеми, нема проблем. Па ќе кажам дека развивањето на здравствената, медицинската култура кај нашиот народ е многу потребна за да можеме да збориме на тема која што се вика превентива, а не да збориме на тема лекување. Така. Кој ќе збориме на тема превентива, ем ќе штедиме средства, ем ќе сме понапред, ем ќе сме со чекор со се и навремено ќе ги решаваме сите проблеми кои што ќе не очекувате или ќе ги предвидиме дека ќе не очекува. А ако веќе кога ќе дојде јајцето, нели, да падне долу, тогаш застануваме, тогаш веќе е потешко и решавање на проблемот, се користат Така. големи средства, големи ресурси, имаме и големи проблеми. Ќе кажам како една мала досетка или смешка вика, поготово бидејќи тоа е моја тематика, некој станува збор за децата, вика малите деца јадат лепа, големите джигери. Така да, значи за навремено ако ги сите работи фатиме да збориме за превентива, ние не ќе имаме понатаму поголеми проблеми, тоа ќе бидат ставени во таа рамка, во таа насока, во таа патека, развојна скала каде што ние ќе можеме да ги следиме, ќе кажеме да, моето дете добро се развива, не моето дете не се развива добро, моето дете има проблем и нема проблем. Не треба да бидеме параноични, но затоа постојат, сите се разликуваме по струки, постојат доктори, постојат ветеринари, постојат фармацевти, постојат новинари, правници и се што не ти постојат како ова, секој си има своја намена и улога во градењето на едно добро општество. И ова не го спомнавме, значи оваа книга е на дополнување на педиатриски приучник за првите 6 години. И са втората е од 6 до 9 до 10, до колку? Јас ќе кажам, првиот мој педиатриски приучник е за прв пат у Македонија да напише некој педијатар. Нормално бев со убав тим на колеги, Така, со уште тројца колеги, така. Кој што се врни во својата струка, кој што секој си го фати својот дел да си го работи, но ете, се сложиме дека такво нешто фали на нашиот свет, тоест на нашава Македонија, и го направивме тој прирачник. Мислам дека е еден вид на прва помош. Буквално читаш, детето ми има температура, отвараш температура, тука е тоа. Баш буквално како мануел. Тоа може би најубав подарок за нови родители, млади родители. Да, се такви слагам, ама прирачници. видете, ние не баравме у ова вакво општество, како што ние да некој ќе не свати, нели. Затоа поубаво да го пренесуваме тоа од нели човек на човек, тој збор да го носиме како носач. Луѓето сами ќе си сватат еден ден кој ќе почне да си пренесуваат меѓу себе, ја го имам тој прирачник, вака и вака ми каже, го немаш. а ти го немаш. Зашто ја го не? А ќе ми го поземиш, не фотокопија ќе ти пратам. Може и тоа. А вторава книга кога излезе беше буквално плод на труд од мојата работа во Заводот за ментално. Како е името на книгата? Развојна патека се вика. Развојна патека. Од 0 до 6 години. А ова е педиатриски прирачник од 0 до 6 Така. години. Мада во развојната патека опишувам до поголема возраст, нормално затоа зашто децата како растат да влезат во предпубертет или во адолесценција и до тука е опишано, да се знаат што проблеми имаат, па дури неврозата е опишана, главоболието е опишано, теми од социјалната сфера, каде што мораме да внимаваме, ќе се наложи, ќе дојде и такво време, бидејќи како растеме, како имаме и многу мешања од одредени, како да кажам, фактори кои што ни наметнуваат одредени работи да ги прифатиме, можеби да, тоа е идната патека кон Европа, ќе настанат и такви проблеми кои што ги има и Европа. Значи, ние мораме да бидеме едно те исто. Многу се големи нивните проблематики, ја не би сакал нели кај нас да ги имаме ние, но тие ќе се јават, да се бидеме најасно. За жал, тоа е тоа, како се менува модерното општество. Спомнавме и доста работи, многу битни работи спомнаме што ни се случува, дури разговаравме и за исхраната колку е битна и што може да ни предизвика дури појава на алергија. Ќе кажам дека кај децата со аутизам, тоа не сакав да го заборавам, затоа го оставив на крај, многу е битна исхраната кај децата со аутизам. Како што реков дека тие деца дури не можат да џвакаат, тие деца имаат одредена алергија која што им прави проблем внатре во целото тело, прави една системска реакција и нема добра апсорбција на сите потребни материјали кои што го хранат мозокот. Тука веќе се прават одредени тестирања, кои што се нутритивни тестирања и кои што докажуваат дури се во ниво на форензика и во ниво на генетика, каде што се докажуваат сите овие работи и точно се знае и процентот на алергичност и кон што и со што се лекува или се третира.
Ја ќе кажам дека да знаете дека во Македонија веќе не е табу тема лактозата, значи нели буквално Да, да. алергијата кон лактоза, кон глутен е Да. висока. Ние па возрастните станаме веќе алергични тотално на глутен, значи не можеме да јадеме леп, кој ќе јаде леп бел веќе има проблеми со дуење, Да, со да. гасови и така натаму. Тоа е само една потврда дека постои алергија, дека се јавила алергијата. А зашто казеинот да го спомнам исто така, значи тоа е лактозата, каде што ние не ни смееме да користиме у повозрастни одредена возраст веќе ни млечни продукти толку, нели? Треба да биде некоја ниво. Само ќе кажам дека кај децата кои што се со ваква проблематика и с храната е еден дел од оној наш протокол на третирање. И ние обично ги насочуваме тие родители да ги направат сите тие испитувања, да дојдат, да ги ставиме на маса и веќе да го зададеме протоколот за понатамошен третман. Се за децата продолжува и ќе продолжи. Јас како човек кој што ги сакам децата, сакам да секогаш се напредни и било какви да се, како да кажам деца, за мене не постои дете што не е дете, но дете си е дете, дур да порасне. Јас сум останат уште дете и би си останал така, пошто ние педиатрите мораме да се малку детињасти за да може да работиме. За си ги разбирате пациенти. Па да, и родителите не разбират подругачи. Остави го. Ќе продолжам понатаму да го работам ова што го сакам, ова е мојата голема љубов. Токму заради тоа зашто да си родител е благодат, да си добар родител е уште поголема благодат, а здравието да знаеме дека на сите ни е најбитен факт, Така е. кој што не тера и ни прави да сите дома се чувствуваме добро, ако ни еве болно и кученцето, па и ние сме дома болни, а Така камо е. ли кога станува Да, збор да. за децата. Доктор Ангелчо, толку многу информации од корист на сите што ќе го гледаат тоа, се надевам дека многу луѓе ќе го видат. Благодарам. Многу Фала благодарам. многу, да. Прво ви Огромна чест ми благодарам направивте. и реков дека сум толку радосен што учествувам за прв пат на подкаст. Се познава мојата радост и ентузијазмот за тоа Да, се што да. сакав да кажам. Се надевам дека сите ќе не разберат со внимание, поготово зашто вие правите една убава работа која што треба да биде распространета. Така. Ја правиме конекцијата помеѓу две работи кои што во денешно време се многу битни и треба да бидат битни заради доброто на менталното здравје. Тоа е за доброто на нашите деца. Другото е се, како да кажеме, се може да се поправи, се може, ова тешко се поправа, дури некој пати не може да се поправи. Но ние ќе звучиме оптимистично да има уште повеќе вакви емисии каде што информацијата ќе се шири и ќе биде правилно разберена. Тоа е она порака која што ќе ја кажам и секој пат секоја емисија, био без разлика кај да се наоѓа, ја завршувам се за децата. Фала уште. Фала многу. Фала ти. Одлично.